Драги сограѓани, почитувана јавност, пратеничката група на Левица во Собранието на Република Македонија поднесе предлог закон за дополнување на кривичниот законник со кој предлагаме воведување на кривична одговорност за судиите. Овој предлог закон јавноста го чека долго време, поради општата недоверба во судството, но и поради сегашната правна несигурност. Предлагаме во кривичниот законник по членот 353В да се додаде нов наслов и нов член 353Г кој гласи кршење на законот од страна на судија. Кривичното законодавство на Република Македонија како континуитет на СФР Југославија со цел спречување на корупцијата и незаконското работење во судството се до 1996 година го криминализираше незаконското работење на судиите во судовите. Од 1996 година до денес декриминализацијата ја доведува во прашање гарантираната заштита на граѓаните при остварувањето на своите права и слободи, како изложеноста на правосудните органи на корупција за која низ изминатите години посочува и меѓународната заедница. Имајќи ја предвид намалената доверба во правосудството, заштитата на правата и слободите на граѓаните, препораките на меѓународната заедница за борба со корупцијата во судството и практиките за санкционирање на судиите во земјите од регионот и континентот, сметаме дека е потребно оваа измена да се донесе во македонскиот кривичен законник. Согласно Уставот на Република Македонија, секој е должен да ги почитува Уставот и законите, вклучувајќи ги носителите на трите власти. Судската власт има клучна улога во обезбедувањето на владењето на правото. Како последен филтер на правдата и доколку тие свесно го кршат законот, тоа директно го подкопува правниот систем и довербата на граѓаните, како во судството, така и во сите институции. Зошто ни е потребно ова законско решение? Сметаме дека предолго во Република Македонија никој не поведува одговорност за тоа што граѓаните го мислат, за тоа што јавноста го артикулира и за тоа што не носи до погубни резултати. Не можеме ние да имаме доверба во судството од 2%, а сите вршители на властите, на сите три нивоа на властите, ништо да не прават во однос на тоа. Овој закон кој го предлагаме не е против судството, туку против корупцијата во судството и произлегува од насушната потреба која се артикулира во македонската јавност веќе долг период. Голем број од граѓаните не веруваат во судскиот систем и само 2% имаме доверба во судството. Ова е последица на години на постоење на селективна правда и непостоење на одговорност за суди кои намерно носат скандалозни пресуди кои ја брануваат македонската јавност. Правниот систем, како и политиката во Македонија се гнили од корупција. Македонската политика и судии во спрега имаат создадено систем кој што создава апсолутна несигурност, екзистенцијална и правна за нашите граѓани. Со овој предлог закон сметаме дека ќе има позитивни последици, кои меѓу другото ќе намалат судската корупција. Повеќе нема да има пресуди нарачани од бизнис и политички структури. Граѓаните ќе добијат правна сигурност, секој што ќе биде оштетен од незаконска пресуда ќе знае дека судијата што го оштетил ќе одговара и пред се ќе покажеме дека никој не е над законот. Судството, како и политиката, не смеат да бидат алатка на мокниците. Затоа повикуваме сите пратеници во Собранието, без разлика на политичката партија, да го поддржат овој закон. Овој закон не е на левица, овој закон е за сите граѓани на Република Македонија. Дали имате прашање? Пред се, јас како член на матичната комисија за политички систем кој го разгледува тој извештај за судски совет, ние исто така не го гласавме тој извештај за судски совет, но токму денес кога ги предлагаме овие измени, мислам дека треба да бидеме малку полуцидни и да се запрашаме за една клучна работа. ВМРО-ДПМН не владее прв пат во оваа држава и нашата загриженост да намерите на ВМРО-ДПМН е дека повторно намерата е судството да се испопика со нивни подобни суди, тоест тоа што го знаевме како суди од тефтерчето на ВМРО-ДПМН.
Во суштина, нашата оценка на работата на судскиот совет е очигледна, затоа и ги предлагаме овие измени, затоа што сметаме дека нема доволна правна сигурност со овој модел во овој момент, но намерите на ВМРО ДПМН воопшто не се за поправање на ситуацијата во судството, затоа што тие учествуваат во политичко бизнис судските спреги кои има донесено Македонија до 2% доверба во судството. Значи, повторно, од оваа говорница треба да почнеме да артикулираме што ВМРО ДПМН ни приреди предходниот пат во однос на судството и што можеме да очекуваме како здраворазумни луѓе од нив повторно. Ќе разгледаме интерпелацијата, но повторно нашиот политички став е дека судскиот совет не ја работи својата работа како што треба, затоа предлагаме измени во кривичниот законник, а нашата скепса е во поглед на политичките мотиви на ВМРО ДПМН. Ќе учествуваме во расправата во јавната расправа за безбедноста во сообраќајот и ќе учествуваме веројатно ако има добра волја од мнозинството во изготвувањето на заклучоците, но ние повторно кажавме. Мислам дека и тоа целата јавност го цени, како и правниците најповеќе. Ние веќе имаме законска регулатива која ги санкционира прекршоците и кривичните дела. Проблемот е што ние сметаме дека голем број на суди, голем број на институции се изрекуваат казни кои се под законскиот минимум и никој не одговара за тоа. Така да нашето мислење беше дека јавната расправа, иако потребна, сметаме дека мнозинството ја приредува како политички театар, затоа што ако сакаше нешто се постигне, ќе имавме надзорна расправа. Ќе разговаравме за имплементацијата на регулативата, ќе разговаравме за дали некој законски постапува или не, што всушност сметаме дека е проблемот, затоа што и драконски казни да се внесат, политичко судските спреги на крај, кој треба да плати поскапи казни? Треба да плати обичниот народ поголеми казни, а повторно се пуштаат мокиниците по улици. Затоа едноставно сметаме дека ова е политички театар, иако насушна е расправа, но требаше да има надзорна расправа, а не јавна расправа.